Среда, 9 октомври, кратки вести во 12 часот. Великаните на светската и балканската гастрономија денеска и утре се во Охрид на гастрономско-едукативен настан, организиран од Факултетот за туризам и угостителство, Гастромак и Општина Охрид. Гастродоајенот Стево Карапанџа заедно со негови колеги шефови Исток Легат и Уве Мишел денес одржуваат теоретски и мотивациони предавања пред студентите по гастрономија на Факултетот за туризам и угостителство, како и поширокиот кулинарски аудиториум. Утре пак шефовите Драгица Лукин и Желко Невен Бремец ќе одржат целодневен мастер-клас во кујната на факултетот од областа на сладкарството и подготовка на јагнешко месо на традиционален начин. Охрид и охриѓани деновиве мобилизирани за собирање средства за нашата сограѓанка Бојана Бонеска, на која пред 9 месеци и е дијагностициран рак и потребни се 90.000 евра за лекување. Во недела во ивент венју Деспина ќе се одржи хуманитарен концерт Сите за Бојана, на кој ќе настапат охридски пејачи и групи, а влезот е 200 денари. Охридската компанија Житолеп ќе го донира целиот промет од сите нивни пекари остварен во текот на денешниот ден. Донација може да се направи преку телефонските броеви 143450 на А1 и 143122 на Телеком, на сметките за донација отворени во Стопанска банка, како и на GoFundMe. Охридскиот народен театар се врати со уште една награда од меѓународниот фестивал Денови на комедијата, што неодамна се одржа во Куманово. Актерот гостин Марија Новак ја доби наградата за најдобра споредна женска улога за ликот на Косара во представата Секс, лаги и љубомора од Марк Камолети во режија на Коле Ангеловски. Представата, за која при секоја изведба се бара билет повеќе, ќе биде повторно на репертоарот на Охридскиот театар на 31 октомври. Времето денес променливо облачно со услови за локален дожд, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.